Јецко, бе, чу дека Джеджа има нова песна? Дженис Джоплин? Не бе, Джокси наши. Оди да чуеш. Да чуем, добре? Да, мене ми свија, не знам. Чуј. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Оваа требаше да ја пратиме на Евровизија. Да бе, управо си човече. Лека ноќ, Христос воскресе, вистински воскресе, односно најпрво се роди, па потоа воскресна. Лека ноќ и од мене, ова се вчерашни новости и од тука секоја недела ве носиме чекор за ците. И пред да почнеме со ова празнично издание, да честитам именден на сите што се викаат Велика, Велјан, Воскресија, Величе, Велики, Велико, Велислав, Велјко, Велко, Велјо, Вили, Велија, како и Величко. Величко? Кој се вика Величко? Како кој, па кој не се вика Величко? Токму така. Останете со вас, еве што ќе гледате. Ексклузивно, разговор со долгогодишен функционер во повеќе влади. Значи, крајно сум разочаран за тоа што сите се исти. Дознаваме како помина првиот избирачки круг во Рамни Габер. Како треба да се справиме со неработниците во политиката. Нова песна на вчерашни. Ули брату питу. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All-inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Добар ден, на што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно, тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Иновативни, композитни, нова генерација бойлери, А-класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигиеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Solarico Unicube бойлери, центар на вашиот систем, сертифицирано од ТИФ Германија. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Минатата недела се случија шестите поред председателски избори кои поминаа во мир и фер атмосфера. Да слушнеме изјавата на пратеникот на СДСМ и возач на Формула 1, Кирацовски. Имавме скандинавски избори, како што доликува на идна земја членка на НАТО Алијансата и Европската унија. А по оваа изјава со своја изјава се огласија и министрите на Шведска, Норвешка и Финска. Како што стои во заедничката изјава на скандинавските земји, тие побараа помош од Кирацовски за наредните изборни циклуси во тие земји да бидат барем приближно на рамниште со македонските избори. Покрај тоа, тие нагласија дека секогаш кога ќе имаат мирни избори, ќе велат дека имале македонски избори и изразија надеж дека овие заостанати демократи еден ден ќе стигнат македонската демократија. Со среќа нека им е. Останете плави и најбогати на свет.
А кога сме кај изборите, ДИК го поништи гласањето во 7 избирачки единици. И ова немаше да е некоја вест да не влијаеше на еден светски рекорд кој беше постигнат на овие избори. Што има ДИК против нас? Тажно прашуваат жителите и гласачите на Зајас, кој стана светски рекордер за најбрзо гласање, имено во период од 15 до 17 часот. Во Зајас гласале 297 гласачи, со што на секој гласач му биле потребни само 24 секунди за да гласа. Според сите статистики, ова ќе беше нов светски рекорд во брза демократија, но ДИК одлучи да го поништи, со што станува неважечки. Жителите на Зајас нагласија дека се спремни за вториот круг, каде што се надеваат дека ќе го подобрат овој рекорд и ќе гласаат за само 17 секунди. Не секаде Великден поминува во фер и демократска атмосфера. Ова е приказна за едно семејство растргнато помеѓу традицијата и модерните текови на живот. Семејството Атанасовски. Конфликт на модерното живеење и традициите на нашите баби и дедовци. Семејството Атанасовски. Според попис кој одамна сме го немале, една мајка и двајца вегани. Семејството Атанасовски. Еве ја нивната великденска приказна. Близнаците Марко и Дарко се плувофили, уживаат во исландски инди-поп и сметаат дека и Македонија треба да ја следи ЕУ во забрана на пластичните цевки, не поради насилството над пластиката, туку поради тоа што цевките за сок се најголем проблем. Господја Атанасовска, кој е проблемот во вашето семејство? Одма ќе ти кажам, значи кај мене проблем ми се малите. Децата ми се проблем. Вегани се. Секоја година истото. До душа не, лани фарбавме авокадо, рези, леле, не знаеш, од комши стран, на работа. На мен незгодно. Не можам да си клам ни на Инстаграм слика, ни на Фейсбук. Да се пафалам таму во женски муабет едно друго, јајца изфарбани, шо да клам? Авокадо. Еве и годинава кокосови ореи фарбаме. И не и надвор 45 минути се чука со кокосите. Дрвено е тоа што нели гускини. Или шаткини. Марко, Дарко, Христос воскресе. What? Евар, леле, видели како ја кажу? Вака цел ден ќе се чукате со кокоси? Не, имам киселина од гвакамолето. Ако сме вегани, не сме забегани, бе. Тоа ќе загори. Ќе загори, ова Океј, кога сме кај тоа, шо правите тука? Печеме јагне за 2 август. Ова никако не е јагне. Па не е ни 2 август. Луѓе, нема ништо поубаво од кожа од ананас на скара, јас ќе си одам превзем ако имаш нешто да се докажеш. Што да се докажам? Што да си докажам? Ќе загори ова полека ананас. Скандалозно, загрижени граѓани од метрополата на социјалните мрежи веќе објавуваат фотографии на кои се гледа дека власта ги трга канделабрите, дел од проектот Скопје 2014. Ова информација ја потврдија и од град Скопје, од каде што велат дека ќе продолжат со оваа акција, затоа што проектот Скопје 2014 многу подобро изгледа во комплетен мрак. Тие се надеваат дека ќе има и почести затемнувања на сонцето, повеќе луѓе со далековид, кратковид, катаракта, конјуктивитис, двоењето на мрежницата, цилиндер, конус, коцка, паралелограм, пирамида и слични работи. А за време на овие празници ни партиите не мируваат. Одврата наврата како од цвет на цвет, тие ја продолжуваат нивната кампања и за време на големиот ден, Великден. Да погледнеме. Пази куче, да не те каснеш. Пази жити мене. Каса била. Не каса бе, добро куче. Че од зора. Леки сега гледаме како председително маце, знаеш како треба. И така како кандидатот наш ке збориш малце по-брзо, знаеш како знаеме со жени. Добар ден, господе, како сте? Дал Бог добро. Од Јеховини сведоци да не сте? Не сме од Јеховини сведоци. Од партија сме ние, мислам, нашиот. Значи истото. Што сакате? Не, ние што сакаме, мислам, вие како граѓани треба да ни кажете што сакате за тоа и се залага нели нашиот кандидат за председател господин Стева. Ако сте тука дојдени за програма некаква да ми давате, одма да ви кажам лето иде, ние тие за потпала ги користиме. Не, значи овдека ние имаме еден малце подруг нели поновитет во име на празникот, јајца со нашиот кандидат за председател господин. Абе, овие од прошлата кампања бајати да не се? Не, значи воопште не се бајади, мислам, господин Стево има нели многу жени, впрочем не знаеме сите колку жени има, он за сите се грижи, не. А од Гога немаш? Гога нема јајце. Нема го господата Гога нема јајце. Она е малци и на другите, мислам дека јога вежба. Сакаш да се кршиме? Може.
Еве, јас ќе земам со господинот Стево, мислам дека е много. Да земеш. Ајде. Господинот Стево. Добро, мислам не сепак. Ај шетај. Станува збор заista, мислам супер и ова ми се свига баш со зајчиња, многу фино што се украсиле, баш ќе оставите некое. Така е. Чао. Ето, знаеш како треба само брзо, тоа е, мислам. Другари мои, Питу сака овој викенд да не собере. Конечно на повидок се реформи во администрацијата. Од владата ја најавија мерката тури-претури, со која планираат да направат префрлање на дел од администрацијата во приватниот сектор. Како дополнителни мерки со кои ќе се мотивира трансферот на административци, се и бенефициите во вид на пауза за доручек, пауза за ужинка, пауза за веце, пауза за ручек, пауза за кафе, како и пауза за пауза. Со ова нивниот работен ден би се намалил на цели 15 минути, што може да го искористат за да излезат порано од работа. Пали колата, идеме за Охрид. Ексклузивно откритие на вчерашни, не се сите политичари исти. Како бе не се? Па не се. Имаш високи и ниски, дебели и слаб. Имаш високи, ниски и дебели. Слаби баш и нема, а има и такви кои реално гледаат на работите и се разочарани од политиката воопшто. Така е, студио, тука сме со Јоци, долгогодишен политичар низ македонските влади. Неполни 30 години по-конкретно. Неполни 30 години низ македонските влади, се решава па не се решава да се повлече од политиката. Зошто би се одлучиле на ваков чекор? Па јас уште не сум се одлучил да бидам искрен. Јас се размислувам, али морам да бидам искрен дека многу сум разочаран. Значи крајно сум разочаран за тоа што сите се исти. Сите се исти ако ми е. Господине, само за вас гласаме. Да. Секогаш, на секој избор. Да, благодарам. Велите сите се исти, тоа значи дека релативизирате нешто? Не, јас сум крајно озбилен како да релативизирам. Не релативизирам, јас сум релативно искрена особа. Како од калап значи да се правени партиите? Партиите? Извинете, јас сум членувал во 5 партии и морам да ви кажам дека сите се различити. Сите се различити, а повторно мене ме гласаат овој. Кои граѓаните? Наравно дека граѓаните, само еден момент ве молам. Да. Само вака, малку. Супер, да. Фала. Па нели гледате, они само на избори, кога има избори, тогаш ќе се сетат на нас, ќе не изгласаат и после никаде ги нема. Значи никаде ги нема. На канцеларија ми зија е празна. Да прашаат каде сум. Здраво. Да прашаат каде сум. Што прави овој човек овде, дали? Може би ако направите повеќе приемни денови за граѓаните, не само еднаш годишно, ќе ги има малку повеќе. Ма немој, молим те. Па не секој ден да ми кажуваат, па јас ги знам нивните проблеми, па 30 години се исти проблеми. Овде никој не ги решава тие проблеми. Иднината, односно подоброто утре, треба да произлезе од партиите. Вие за тоа имате плата. А кој ги гласа тие партии, да ве прашам јас? Кој ги гласа? Па гледате дека тие исти гласачи нас не гласаат после. Па после не биле задоволни, а они не гласат. А некој дали питал дали сме ние задоволни? На пример, јас не сум задоволен. И тоа е. И искрено ви кажам ја, уште овој мандат, уште 3 години некако и после со политика веќе не се бавам јас воопшто. Господине Гриза, кога како зависи од мамецот, не е се тоа. Леле, значи еден мамец требаше да земам и него го забравив и пак ме гласаат. Пак ме гласаат. Дај малку од црвот. Ќе ти дадам од црвот, чекај. Па драги гледачи, следниот пат погрижете се да не јадете бајат мамец. Студио. И конечно дојде времето за нашите хихихи хахаха новости со мене и Александар. Ацо, стискај газ. Поучени од украинското сценарио, единствена Македонија на Бачев предложи комичар да ја предводи партијата на престојните вонредни парламентарни избори. Тие веќе се договорија со Маријан Коцев да ја предводи нивната листа. Ама овој не е комичар. А они мислеле дека е Сашко. Остај јецо таман си е. На повидок нова дипломатска војна со Србија, Адам Лабунски исфрлен од Звезда Гранда. Таман се смиривме без Србија, мораше ли? Како реципроцитет, владата на СРМ дозволи само 5 концерти на Чорба во Куманово и еден на Ван Го кај секој дома. А во Крива Паланка е презентиран проектот Спорт за сите. Мислиш за сите тројца паланчани?
Не, мислам на сите четворите. Инаку папата Фрањо ќе се вози во Скопје во Папа Мобил ако времето биде убаво. А ако не биде, нема да се вози. Што е смешно? Па ќе мора да оди пешки и да носи папа чадор. Тоа беше крајот на Хики какака вестите, а ние продолжуваме понатаму. Уште едно вработување во МЕПСО, но овој пат не е роднина на пратеничката Мира. Овој пат се работи за сестрата на министерот Бектеши. Како што вели, тој не имал никакво влијание врз вработувањето на неговата сестра во државната фирма. Министерот нагласи и се повика на истражувањето на Ману, со кое се дојде до резултат дека членоите на семејствата на функционерите се најспособни за вработување и зато ти најлесно се вработуваат во државните фирми, бе брат. Абе не те лажам, бе брат. Една од ретките нерегуларности на скандинавскиот прв круг на председателските избори се случи во село Рамногабер. На шведскиот северозапад, веднаш до Студеничани, селаните со катанец ги заклучија просториите, каде што требаше да се одржи гласањето. 8 години нема ни една педа асфалт направено. Кој ќе ги видиме багерите, тогаш ќе ги дајме клучоите. Велат гневно габерчани кои го заклучија својот градоначалник во местната заедница. Имено село Габер е едно прекрасно неасфалтирано планинско село што се наоѓа некаде во скандинавското поречје во Северна Македонија. Од тој терен директно менде гимнатио. Оди бе камерата? Да не ти смета овај керамидата да онекваш со камерата. Убаво е, убаво. Може. Дали одземањето е клучна метафора за тоа како треба да се справиме со неработиците во политиката? Со нас е господино Салько, кој е најмлад жител на село Рамногабер. Господине Салько, на кој начин вие се справувате со овие неработници во политиката? Како бе на кој начин? Што е тоа прашање? Овој градоначалник 8 години е градоначалник, еден пат не направил. Јас со жена, со деца, стока ми гази таму кал до колена. И што да правам? Па вика, ќе гласаш ли? Како да гласам бе? Како да гласам? Ќе направи тој нешто или нема да направи? Ако направи, нека дојде ќе гласаме. Ако не, кој сака да гласа, нека дојде, нека побара клjuč од мене, на што ќе му дава. Ако дојде Фатиме, пример, нема проблема, мал се тоа друго. Како си? Ете како што можеме да видиме, овие храбри габерчани се символ на пркосот против власта. Овој градоначалникот што е сега, он мора да се заминува. Значи мора. Мислим, пред да доаѓа барем на 5 минути, да му поставуваме 2-3 прашања, али после мора да се заминува. Не знам ова на што личи. 3 години не доаѓал овдека у селото. Така, може би знаете оти, може тој се плаши од граѓанска непослушност. Абе, какво граѓанска во село, бе? Граѓанска непослушност, бе. Исто како и овие животинки, граѓаните на село Габер живеат во заробеништво, но сплотени. Тие се слични по овие животинки, по тоа што живеат во заедница, се сложни, а сепак се зависни едни од други. И дури помеѓу сите овие дунеци, демкиши и арапи, и овие животинки, како и граѓаните на село Габер, не можат да најдат здрав, разумен таклабас. Му благодариме на нашиот искусен и посветен Менде Гимнатиот. Абе, режија, вие пас играте дрнупка со мене? Каков е овој кадар, бе? На што личи ова, бе? Тој јазак! Велат дека за големи празници како Великден не се работело. Но тоа не е така ако работата ви е задоволство. А на човекот за кој не ми требаат зборови да го најавам, работата му представува и повеќе од задоволство. За него секој ден е Великден. Да чуеме што има да ни каже Драганчо Путец. Господине, ајде Христос воскресе. И тебе исто.
Гледај како ти свети глава, као јајце великденско ти е. И што да ти правам сега? Дека можам само на лепница ти залепам сега. Сакаш зајче, сакаш патче, лавче, цвеќе некое, друго некое растение, што сакаш? И шефе, а ти фарбаше јајца? Па нормално дека фарбам јајца за великден, секој великден фарбам. Остај това, негова сега што се погоди со избориве, на вториот круг овие политичариве, па искочива сега, па го фарбаат народов, разбираш? Ова ќе направиле, она ќе направиле, чистка ќе направиле, не знам што ќе направиле. Џабе бе дечки, џаби ми е тоа. Се знае кој ќе тепа на избори. Тој што има златно јајце, тој ќе тепа на избори. Шефе, ја 30 дена постев и си викам, ај вчера у град ќе излезам, ќе се омрсам и ништо. Ти постеше? Па нормално дека постав беа, секој великден постам. Али сега се омрци по неделата, кој искочив на избори, али гледам слабо други, нема излезеност. Дали дека не се омрциле луѓе, разбираш, чекаат за втор круг омрцени да излезат. Не знам што ја работава. Али сега се виде дека за да тепаш на избори не ти требаат јајца бе. И сега им текнаат чистка ќе правеле бе. Која чистка да е до овде да простиш да улајна, сега чистка, тоа со метла не се чисти, ни гумени чисти, тебе гњурачко одело не те спашава, сега и тоа е. Шефе, сакаш да видиш како ми искочија јајцата? Абе, срам те било, затвори тоа дуќанот. Зашо ми е срам? Па сев до 4 ги правев. Се шалам бе, еве ти ги јајцата од преска ти се тука. Цело време се кршиме. Дај бе фати едно јајце, ајде видиме. Кој ќе тепа на избори, кој ќе победи, тој ќе тепа. Ајде. Еј, двете се искршива. Абе, со шупливи јајца на избори не се добива. Дај пешкиче едно е. Шефе, а како е женски род од гулаб? Мислам од гулаб се јајцата. Гледај го сега, гледај што ќе му направиме. Опа! Види се магија. Оп! Бе, Джокси се јави, гледаш. Тоа е, не е секој ден великден, не можеш секоја шуба да искочиш. Кажи се. Кажи ми, кај да ја најдам? Абе, Джокси, каде да ја најдеш? Ке бараш сега на избирачко место, ако не искочи тука у вториот круг, значи или Немачка или Јапонија. Ајде гитла сега ми друга работа, ај, убав си, убав. И тука е крајот на овој прилог. Останете со нас, затоа што по рекламите следува нешто неверојатно. Другари мои, Питу сака овој викенд да не собере. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Соларико. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Соларико. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Дин Солар Кимарк. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнис администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември all inclusive во Анталија од 245 евра и ултра all inclusive од само 336 евра. А може и кушадаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. Стинг на градски, како лек за Македонија. Avalon Production. Нема кое општество не зависи од својата традиција, историја и инфлуенсери. Па така и нашето. Токму оваа вечна тема беше инспирација екипата на вчерашни, повторно да се фати за еден вид на претворач, тоест уред кој ја претвора енергијата од една форма во друга, или скратено кажано, микрофон. Уживајте! Другари мои, Питу сака овој викенд да не собере. Така е. Да правиме селфи, на Инстаграм со сторис да појачаме.
Така е. Како јас да отворам профил на Инстаграм. Шума нема сигнал за Инстаграм. Телефонот ми е чкарта, овде пусти мрак, ќе дојдам утре пак, велам утре пак. Гули брату питу. Питу брату бре, гули брату питу. Питу брату, питу брату. Инфлуенсеру. Тупа брату. Дојдете сите, нема зашто да не се собираме. Ке има мезе. Времето ќе биде топ за да се сликаме. Така е. Дај бе, остај храната, ајде земи топката, ке те сликам ко да си играл кошарка. Земи среди брадата, биди ковој водата, види што убав профил има братот Никола. Брату питу. Питу брату бре, гули брату питу. Питу брату. Браќа, ние треба пушките со гитари да ги замениме. Треба да се бориме за каузата, да пробиме да направиме забава. Забава на тој начин што ќе ги нашите вокални интерпретаторски можности, вкрстени со нашата виртуозност на инструментите, ќе направиме една пригодна забава каде што сите млади ќе може да играат. Инфлуенсеру. Така е. Тоа беше се. Гледајте не на njenjenja.fn.mk или на YouTube каналот. Ако одите на првомајски пикник, ве потсетуваме да го оставите ѓубрето во природа. Сега сте чекор за ците. Така, добро утро на сите, освен на тебе, Александар. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Не останувајте така и од мене. Бе, комши, бе, како пројде, ги искршивте ли јајцата? О, па ти цел си со лепенки, бе, ле, мора да се кршиме сега. Може се кршили со другите, или мора да се искршиме одека се. Ајде да видиме кој ќе попушти. Не сол ме направи. Ај, Христос воскресе, ај за многу години. Ајде, убав. Ајде. Инструментите ќе направиме една пригодна забава каде што сите млади ќе може да играат. Инфлуенсеру. Така е.